инспекция работам веќе 18 години. Еден работен ден, па работното време ни почнува во 7 часот, а тоа е до 15. Меѓутоа до 15 часот остануваме многу малку, поретко. Повеќе остануваме до 17, до 18 часот. Напорно е на норма да ни се работи, тоа е напорно. Работодавците си го стражат своето, ние го бараме своето, но повеќе работодавците добиваат отколку работникот. Имаше намалување на платите, а зголемување на работното време, и тоа баш пред Нова година, кога е во шпицот, како што велат самите газди. Се работи прековремено и во недели, празнуваме за празниците, ама за тоа ги доработуваме во неделите. Македонија е рекордерка во менување на законски одредби, не само во трудово-правната сфера, туку уопшто на ниво на Европа. Тоа ја нарушува правната сигурност на граѓаните и во крајна линија не би било проблем да се менуваат законите во корист на работниците, но обично законите се менуваат во Република Македонија на штета на работниците континуирано последните 20 години. Тоа се неможноста, односно да биде работникот прогласен за технолошки вишок, и при тоа да немате одредба во Законот за работни односи работодавачот со која што ќе му забраните на работодавачот да прими друг работник, туку веднаш може работникот да биде заменет со друг работник. Отпремнината, основицата за исплаќање на отпремнина е многу намалена сега со последните измени на Законот за осигурување во случај на невработеност, кој што е во собраниска процедура, се намалува време траењето на паричниот надоместок кој што ќе го примат работниците кои што ќе останат не по своја вина како технолошки вишок. Понатаму годишниот одмор, нерегулирање на што е ноќен труд, нерегулирање на прашањето за работно време. Трудовото право во Република Македонија, особено во транзицијскиот период, е една од правно најнесигурните области. Значи има два правни феномена. Првиот е правна несигурност. Имате перманентно носење на закони кои што ги кастрат работничките права. Значи има два феномена. Едниот феномен е намалувањето на правото и другиот феномен е кршењето на правото во пракса, оно кое што ви го гарантира законот, работодавачот не ви го почитува. И вториот проблем е проблемот на правна инфлација. Имате, порано беше секој годишно, како доаѓаат годините понатаму, имате полугодишно, дури и квартално менување на носечките закони, и тоа сето го прави презаситен системот од правно нормирање. Има клучни околу 25 закони во трудовото право, кои што секоја година, секоја пола година, секој тромесечие се менуваат, и вие дури и да сакате е многу тешко да следите како правник, а не па како обичен работник. Од друга страна, парадоксот на нашето транзицијско трудово право е тоа што дискрепанцата помеѓу непочитувањето во пракса и имањето на едно право се решаваше на тој начин што често она што до вчера било кршење на законот, веќе од утре не е кршење на законот, затоа што законот е изменет на штета на работниците.
Едно вакво градилиште било кобно за Бобан Јакшич. Годината е 2007. Работело од утро до ноќ. Зградата морала да се направи брзо и никој не го прашувал дали можат или не може да стигнат. Доаѓаш ти вика, ако сакаш да работиш, работи, ако не оди се. Со 2 мали деца, Бобан не бирал многу. Што ќе му речеле, тоа правел. А тоа точно се сеќам, денот баш на повредата. Работиме како сите што работат, непријавени, неосигурени, без заштита и опрема, никакви средства за заштита. Значи непријавен 10 сата на денот, утре го работа. Значи никој не обезбедуваше заштитна опрема, ако сум сакал да ги заштитам рацете, да се земам ракавици. Ако сакам да работам, да се однесам своји кондери, дали патики, дали работнички панталони, блуза, тоа. На 7 спрат на скелет и седиш, немаш заштитна ограда. Еден ден, од нив било побарано да работат на неисправна машина. Тогаш се случила несреќата. Данокот бил платен, со видот на Бобан. Статиците, значи од повредата 100% губени на видот моментален. Значи не правиме моментален, после 3 години на некој си начин функционирам како функционирам, јас знам. Преживува, но останува инвалид. Случаите како неговиот се многу, но многу се и оние кои немаат среќа повторно да отворат очи. Таа статистика не става во ниско развиените земји. Но морам да предочам дека и оваа статистика се разликува генерално од онаа што имаат официјалните овластени институции да имаат оваа статистика. Не заради тоа што некои од нив испуштаат да ги бројат, него многу повеќе затоа што тие цели едни области не ги бројуваат, како што се рударството, како што се транспортот, малтене индустрии кои, дури земјоделството, малтене индустрии кои имаат огромна популација која работи, но сепак не ја процесираат. Ако земјава има закон кој силно стои во одбрана на правата на работниците како Бобан, тогаш веројатно е токму законот за безбедност и здравје при работа. Сакам да кажам дека добра работа е што оваа власт го донесе законот за заштита на здравје при работа. Искрено верувајте, ние како опозиција го поздравивме, затоа што ние и претходно имавме, меѓутоа овој закон беше усогласен со европски стандарди, па создадовме совет за заштита на здравје при работа со експерти кои што ќе се занимаваат со оваа проблематика. Меѓутоа, освен законот и подзаконските акти и советот кој што го формиравме, практично ние немаме ефект од закон. Тоа е Република Македонија. Овие два закони се меѓу најдобрите во Европа ако ги читате само законите. Значи проблемот не е во законот. Каде што на друго место можете да лоцирате, на пример во закон за работни односи има. Во овие закони речиси да нема што да му замерите на законот. Тоа значи дека проблемот е во човечкиот фактор. Значи трудовата инспекција во Република Македонија е дувло на корупција. Но во реалноста работите стојат поинаку. Контролите се слаби, смртност и повредите највисоки во Европа. Работниците се ставени на една таква ситуација да се вработуваат надвор од јавните договори, да не се склучуваат договори за работа, да не им се обезбедуваат ни елементарните услови за работа, да се тераат да се качуваат по скеле, да работат на плюс 45 степени, необезбедени и незаштитени, едноставно, да добиваме ситуација да имаме тешки повреди и смртни случаи. И ние многу пати сме апелирали спрема институциите на системот, посебно спрема државниот инспекторат. Тоа го знае и целата македонска јавност. Али повратно фидбек немало никако. Може ад хок ќе се направило некој константен записник, ние сме реагирали и во писмена форма, истовремено и сме барале конкретни решенија да се реши тој проблем. Едноставно, до кога ќе гинат работници, до кога ќе бидат малтретирани, надвор од законските рамки да работат повеќе од тоа што е законски утврдено, а никој од институциите на системот да не понесе одговорност. Иако јас како представник на работодавачите можеби не треба да го зборам тоа, меѓутоа, кога се прави калкулација за профитот во градба на деловен простор, на стамбен простор, на катна гаража и така натаму, тогаш воопшто не се прави калкулацијата колку ќе бидат обврските за безбедност и здравје при работа, трошоците, колку ќе бидат придонесите, колку ќе бидат заштитните средства и така натаму. Се прави проста математика дека квадратот чини толку
во фаза на изградба и толку ќе чини во фаза на продажба. Сето друго измеѓу е лична заработка или чист профит на компанијата, без да се калкулираат овие трошоци. И тоа се должи на непочитување, тоа се должи на неадекватност, на нереален сектор, на секој еден поинвентивен предприемач може да влезе во градежната индустрија, не знаејќи ги основните постулати за почитување на човековите права и на пристојна работа и на градежните работници. Од над 7.000 регистрирани градежни компании, според синдикатот во земја во условите за безбедност ги исполнуваат едва и 15. Судбината на Бобан само покажува дека жртви на овој систем се работниците. Треба да платам штачење, треба да платам ова за да добием нешто, а колку ќе да добием поима. Со двете малолетни деца и практично слеп, единствената сатисфакција која Бобан ја добил е онаа судската. Оште да доправо ќе чека, но повеќе никогаш нема да може да работи. И додека Бобан се бори сам, на теренот има уште илјадници слични судбини кои чекаат законите да ги преродат из скелињата и работното време. Чувството на работниците визави работодавачите нели е секогаш спротивно или незадоволно. Меѓутоа, тоа треба да се бара во начинот на преговарање, во процесите на преговарање и на договарање со тие што ги представуваат работниците. Тие генерално може да бидат незадоволни, меѓутоа имаат своји представници кои ги креираат и договараат законите и законските одредби. Така да мислам дека треба прво во своите редови да се договорат, да сватат кои им се нивните права, да поработат малце на подигнување на капацитетите на синдикалното советување, за да можат после да излезат со прави ставови или со барања. Тоа се прави низ институции, на улица, мислам дека беше моминатиот век. Немало никаква политичка позадина, бидејќи исклучиво волјата на членството и идејата да се промени нешто во Сојузот на синдикатите на Македонија беше тоа што не водеше. За мене нема да кажувам ја сега дали били оправдани или не, оставам тоа членовите наши, јавноста, вие новинарите, да процените било така или не. Меѓутоа, точно е дека голем дел од условно лидерите, како што ги викате и вие, инако тој термин не ми се допаѓа дефинитивно, дека биле подложни на партиски и политички влијанија, тоа е дефинитивно. Ако не било така, не би ја доживеале судбината работниците и организацијата.